Сите надлежни со прст покажуваат кон дискреционото право на поранешниот министер за правда Аднан Јашари, затоа што Барле Џафери си го положил правосудниот испит уште пред да го заврши потребното високо образование. Џафери успел да ја најде дупката во законот да полага правосуден испит пред да се стекне со 300 кредити на правни студии, аплицирал во Академијата за суди и јавни обвинители и станал ученик во 7-та генерација. Комисијата која го примила, формално велат од Академијата, виделе дека ја поседува сета потребна документација со што патот на помладиот Џафери да стане судија или обвинител му е отворен. Иако тоа не е од важност за Академијата, бидејќи за прием во почетна обука потребно е слушателот во почетна обука да има работен стаж од најмалку 2 години на правни работи по положен правосуден испит. Од чисто информативни причини се имаме распрашано за можноста за предвремено полагање на правосудниот испит и сме били информирани дека министерот за правда имал дискреционо право со решение да дозволи предвремено полагање на правосудниот испит. И актуелниот министер за правда Никола Тупанчевски вели дефинитивно некој функционер го искористил дискреционото право, потенцирајќи дека доколку постојат случаи кои граничат со примената на законот, тогаш треба да реагираат надлежните институции. Дефинитивно некој го искористил тоа дискреционо овластување и токму затоа тие причини законот е изменен. Да не постои никаква можност веднина, еве јас сум 10 месеци министер и тоа во ниту еден момент ниту сум помислил, ниту сум имал намера да дадам можност некој предвремено да полага правосуден испит. И адвокатската фела е на став дека строго пропишани законски норми мора за сите подеднакво да важат. Не постои шанса, не постои можност да некој индивидуално решава дали некој може да полага, односно да се стекне со право да полага правосуден или не. Значи, пропишано е строго со закон време, пропишано е начин како се полага. Скандалот околу положениот правосуден испит пред Барле Џафери да заврши студии со 300 кредити го отвори антикорупцијската комисија, која не можеше да провери, бидејќи документацијата во правда се чувала само 1 година. Тој ги завршил студиите во јули 2015, а правосудниот испит 5 месеци претходно.